Поштувани гледачи, ми се чини дека е редно да посветиме внимание на прашањето на совладувањето на кризата на една индустрија која создава пари, која го обезбедува ентертејментот, забавата и која во основа представува Македонија беше една веќе оформена музичка индустрија. Александар Ристовски принц, познат композитор, режисер, аранжер, основач на неколку музички групи, гостин во студиото. И веднаш да те прашам, принц, дали, се извинувам прво на Перту, бидејќи подолго време се знаеме, дали музичката индустрија и воопшто естрадата е пред колапс? Или е веќе во колапс? Па таа е веќе во колапс, нели, ова долго трае, нели, сепак сме ние во една индустрија каде што е се неизвестно и моментот кој ќе го завршиш проектот, чекаш некој друг да ти се јави, дали ќе се јави, значи моментот кога се забрани престана се. Немаше некој празен од инерција да дозавршиш работи и така натака. Нема извор некој по дефолт да ти стига. Многу од нас кои што стварно се бавевме само со музика, немавме друга опција, нема од каде да ти капе. Нели, си се насочил само на тоа. Веќе е под колапс, мислам. Да, кризата стигна до степен, додуше не уште и во Македонија, веројатно и тука, во кој познатите естрадни звезди, музички звезди веќе стануваат аграрци, продавачи, аквизитери и така натаму. Дали тој тренд на адаптација значи всушност уривање воопшто на комплетните креативни и музички вредности во сепак во дел од македонската естрада? Мислам дека континуирано се работи на тоа, на паѓање на стандардот и на вредностите во уметноста генерално, и дека дури и претходно, години наназад, секогаш се стимулирало нешто што е утупувачко на некој начин. Наместо она што стимулира размислување, филозофија, критичко мислење, секој што било на маргините. Веројатно и така требало да биде. Но нови времиња се менуваат, веќе ништо нема да е исто. Веќе музичарите покушаваат да се адаптираат на она што е дигитално, нели, од дома. Постирање на видеа, свирачки, проекти каде што секој од дома. Значи, јас имам и јас лично сум бил учесник во повеќе такви каде што едноставно секој дома се снима, го праќа фајлот, другиот се наснимува со своја камера, со телефон и на крај правиме едно дело кое што со интернет пласирање, пласманот пари нема, значи нула е тоа заработка. Колку сака милиони нека има гледаност, кликања, да не се лажеме, тоа светски звезди немаат заработка, а не па ние. Меѓутоа ете, да се работи нешто, да сме присутни, задоволството секогаш е присутно, она да развеселиш некого, креација да работеше и во Белград, и во Македонија, и особено во еден период во Албанија, во еден комплетен аранжман, вклучувајќи особено снимање на спотови, што исто така за тебе е една главно дополнителна дејност, освен музицирањето. Каква е според тебе сликата сега паралелно? Иста и во Албанија и во Македонија, бидејќи едно време Албанија беше високо развиена естрадна сцена со прилично бомбастични спотови, во кои и ти, и Дарко Димитров, и значаен дел од нашите музички ведети беа присутни таму. Значи, прво имаше кулминација на нашата сцена во Македонија, која што после, значи, таа актуелност на наша музика, која што овде свиреше у секој клуб, секој кафич, секоја домашна забава беше со македонски хитови. И некако се прелеа во Косово и во Албанија. И тоа пред се прелеа преку наши автори. Значи, Дарко Димитров, Билбилов, Јован Јованов, јас. И
после тоа, од кога се создадоа и таму некои хитови, некако и таму, значи, со задоснување од, да кажеме, од тука, 5 години некој, таму исто се возбуди естрадата. Меѓутоа, тоа е многу поголем пазар, многу повеќе медиуми, таму имаш 10 медиуми кои што вртат 24 часа албанска музика. Што не е карактеристика за Македонија. И уште помалку за Франција, која е инаку една од европските само бендисани. Во Франција тешко може да најдете американски хитови на Па, кај нас е најголем проблем јазичната бариера што не постои. Затоа што ние горе-доле ги разбираме бугариве, ги разбираме србите, Босна, нели, и све многу лесно внесуваме кај нас. Ма не е тоа многу карактеристика. Ние не Да, ама кај Албанија, например, он не ја македонската песна не ја разбира. Грците само, нели, доле, кај што е Чемерија. Да се задржиме на овој дел од така наречената индустријата беше многу да, поголема таму. Да. Значи јас таму у најдобрите години работев по 100 спота музички у годината. Значи морав десетина години претежно и да сум во Тирана да живеам, за да можам да стасам. Значи тоа таму беше стварно една машинерија. Сега како е? Сега е исто како и во Македонија. Колку на пример еве не ова е исто во секој пост-ковид ситуација си правел песни пред и сега? И дали воопшто имаш нарачки? Ете, во Македонија, значи, кога било најдоброто, исто сме правеле 70 до 100 песни у годината. Добро. Текстови, аранжмани, цели песни. Тоа сега е, значи, нарачки скоро да не постојат, нели, или на прсти да ги наброиш. Се она што се работи е само за ентузијазам, да пласираш, бираш со кого ти е кејф да работиш. Меѓутоа, далеку од да се нарече бизнис. Нема свирки порано, секој викенд си бил, и тоа на плейбек, ќе отидеш пола саат, па настап не бил испод 500 евра порано во клуб, нели, за 20 минути настап. Тоа не постои сега. Значи, не може да се каже дека е тотално колабирано се. Има една работа околу која долго време естрадата беше во конфликт и со продукциите и со големите телевизии, радио и така натаму околу авторските права. Ти си на одреден начин комплетна личност од аранжери, оркестрации, композиции, компонирање и така натаму. Сега прашањето ми е, ако се стави малку ред, малку, велат, особено околу плаќањето на авторските права, и тоа главно преку ЗАМП, и тоа главно преку МТВ, овие другите приватни телевизии релативно скромни издатоци имаат. Сега прашањето е, може ли да се преживее со тој дел од заслужените авторски права? Па, ако си навистина активен автор и имаш годината хит или два, би требало да можеш од хонорарот што ќе го добиеш од ЗАМП да си распределиш за секој месец да имаш една плата. Значи би можело. За разлика од порано до сега, многу се подобри работите, повеќе пари се собираат де факто, неколку пати повеќе пари. Меѓутоа, да не се лажеме, далеку е од совршено, има многу работи кои што треба да се решат и внатре во ЗАМП, и ние авторите кои што управуваме со ЗАМП, бидејќи ЗАМП го управуваат авторите. Значи ЗАМП не е институција некоја од луѓе што се собрале, ќе зимаат пари. Значи, они се стручна служба. Значи, авторите го водат ЗАМП, да не се лажеме. Да не мислат да не го мислат ЗАМП за некое зло кое што нема врска со авторите. А авторите кои автори управуваат, си ги бираат самите автори на голем собир. Така да не треба да се буни оној кој што никогаш не дошол на собир, никогаш не гласал, никогаш не бил активен, нели, а само кажува дека не е во ред. Александар Ристовски принц, композитор, режисер и се поред аранжер. Разговараме за музичката индустрија и естрадата.
оваа година и од аспект на авторски права и од аспект на тоа дека колабираа јавните настапи, нема свадби, нема журки, да речем, условно отворено, затворено и така натаму. Тоа предполагам од аспект на авторството ќе се реперкуира до година кога ќе се собираат сите да речем приливи. Но она што е интересно, Принц, како и на кој начин сите еснавски здруженија, асоциации испоставува своји сметки. Државата можеше како и со што помогна на оден начин да ве остави во кондиција, освен вашите индивидуални напори. Значи, државата ништо не направи во однос на здруженијата кои што треба да собираат авторски, изведувачки, продуцентски права. Во однос на авторските права, државата сакаше да наложи да се укинат авторските права. Ние ги предухитривме и самите одлучивме да ги простиме авторските права на многу корисници. Бидејќи очигледно имаше затварања, нели, карантини и така натака, полициски часови. И ние тоа го направивме сами без да ги предухитривме, без да ни забранат. Меѓутоа, многу пари се наплаќаат многу покасно и мислам дека главниот удар ќе го осетиме 2022 за репартициона 2021. За 2020, која што беше целата скоро, нели, или 3/4 пандемија, колку толку се ублажија малце тоа намалување на средствата со намалување на трошоците за собирање на парите, за тековни работи, за седници, почести и така. Значи, за многу работи се ушпара, да кажеме, и малце се избалансира тоа. Меѓутоа, 22 година, мислам дека ќе биде најтешка за авторите и дека треба уште сега да се спремат да пребродат таа година. Во однос на изведувачки и продуцентски права, во моментов нема лиценца никој. Конкурсот е од лани, па рекоа дека избори има, да поминат изборите, сега нови избори, тоест 2 години веќе помина. Меѓутоа, се уште ни Абер нема никаков на кого ќе се даде лиценца, како така стои. Значи, авторите, изведувачите и продуцентите се без заштитени своји права. Како композитор, како естета и на овој начин и социјално активен, како ти изгледа ова на одреден начин медиумска сфера во однос на одржувањето, популаризацијата на домашното авторство, на македонската музика? Зборувам за музиката од Македонија, не зборувам само на етнички. Например, морам да признам дека сепаратно слушаш албанска музика на еден канал, турска речиси не слушам, иако таа е веќе... Па вака, значи прво беше пред повеќе од 15 години. Имаше процент 10% македонска музика, кој што се укина. Мој личен предлог беше да биде 50%. Кој што ме советува да не биде одма 50%, да биде амандманот да се зголемува на секој 2 години или секоја година се зголемува за некои проценти да се стаса. И стигна тоа до 50%. Наидовме на голем отпор од медиумите, као да они повеќе пари треба да даваат. Значи, парите се исти, само треба 50% да се грижиш да биде со музика направена од Македонија. Тие проценти се на некој начин, као што има за некои производи што се произведуваат и во Македонија и во странство, затоа за другите производи има царина. Така. Значи, на некој начин ги заштитуваш оние производи кои што се произведуваат и во Македонија. Тие 50% пропадна. Знаеш, како се менуваат влади, медиумите се обединети на некој начин, сакајќи се помалце да плаќаат и влијателни, посебно пред избори се прават тие работи и во лето, кога сите автори се по одмори, кога тие закони се ставаат во куп 50-80 други закони и ќе поминат по брза постапка, никој без да биде свесен дека е тоа сменето.
Но последното што беше е да се укинат скроз пак тие проценти, меѓутоа да се олабават медиумите со парите што ги плаќаат за годишно, како се За вика? аплицирање, да, предавно. За добивањето на дозволите. Да, лиценците, да им се намали. Меѓутоа не смисля механизам како они тоа да го санкционираат доколку не е така. Унапред им ги ќе каже медиумот, јас ќе пуштам, они унапред му ја кратат лиценцата, парите, меѓутоа после нема механизам да види дека он уопште не пушта и не може ни да го казни. И ја их вика, ние не сме надлежни да ги казнуваме. Долго време те знам и... Значи таа стимулација пропадна. Ние се согласивме со надеж дека тоа намалување на парите и да нема процент кој што ќе ги врзува, дека ќе ги стимулира да пуштаат македонска музика. Почна со тоа дека те знам и бев изненаден. Долго време мислам дека дури ги абстинираше од фестивалите. Бев изненаден кога на Макфест сте видел, во една прилично атрактивност на настапот и што е својствено за тебе. Ќе продолжива од тој ритам да учествуваш на сите македонски 1-2 фестивали? Или натаму ќе компонираш? Така ми беше кејф, некако. Песната ми се погоди, со Дексо бевме заедно и не знам, нема правило. Не сакам да сум фестивалски, не се чувствувам така. Прво, јас само гостував таму, нешто рапував. Не се чувствувам за фестивалски пејач, ниту сум тој калибар на пејач. Моите песни, ја ги пеам оние песни кои што никој не може да ми ги пее. И сам си ги глумам. Морам да се надополнам за претходното твое прашање. Што викаш паралелно ги слушаш, албанска, паралелно турска. Тоа е еден проблем кој што не знам зашто толку нема фузија на сите тие. Кога и во тие албански песни барем 50% се македонски автори. И обратно, кај дел од македонската естрада има значаен дел од значи пејачите ја естрадата албанска. Значи Вирус доста работи. Има многу автори исто и од албанците у Македонија кои што работат за македонци. И зашто нема таква една фузија на тоа? И ако видите има дека дефект, не јас го знам тоа, има дефект во главата на уредништвото и на раководството, што се дел од последиците на политичкото управување. Ако видите на топ листата на највртени дела во Македонија, еве и на македонска телевизија, ако видите, на целата македонска телевизија, радија и телевизија, топ листа, топ 10, кои се најпуштани песни. Нема да видите ни еден македонски наслов. Да знаете. Значи, македонската музика изведена од македонци е секогаш тргната на страна, занемарена. Ова не ни треба, не е обавезно, не е квалитетно, ние странско е подобро. Меѓутоа, ако ги видите другите уредници, они си ја почитуваат. Што беше провокација за Фан Фатал? 5 дами на македонската естрада под раководство на Принц. Значи, прво со Дино и Џоле, кои што беа со Владко Стефановски трио. Ние се знаеме 25 години и на мој роден ден бевме и ајде да си прославиме 25 години од кога сме почнале да свириме. И јас ги упознав нив од кога се упознаа, они неразделни станаа секаде во сите проекти. И викам, ајде ќе си прославиме со проект. И така наеднаш настана цел проект, направивме список на пејачки со кои што сакаме да работиме, моравме да одбереме 5, прво беа 10, одбрани, ама логистички невозможно со 10 во еден проект. И со 5 го направивме супер, излезе концертот, излезе супер. Така, после тоа јас фестивали правев од ребро до рок-н-рол, се викаат, каде што само женски бендови настапуваа. Настапија околу 20 на женски бенда, кои што многу од нив не постоеја, морав да ги спојам и да ги направат материјали со авторска музика, сите настапуваа и феноменално излезе. Сега проект еден работам кој што се вика На здравје 30, каде што не планирав, спонтано излегува пак сите глумици женски. Се надам дека наскоро ќе го имаме. Александар Ристевски Принц, гостин во
утиски брифинг во рубриката Бизнес. Нема да се чудите, бидејќи музичката естрада и музичката индустрија е исто така во една деликатна ситуација, не само поради живите журки и концерти, туку и поради стекот на создавање нова музика. Ти благодарам, Принц, а сега разговорот ќе го завршиме со презентација на еден од изборите на Фан Фатал. Ти благодарам уште еднаш, да си жив и здрав. Фала на покана.